викани заради следното. Да интервенираме амандмански на предлогот доставен до комисиите на Собранието на Република Македонија за територијалната поделба. Со оглед дека со тој предлог нашата општина се бриши, одговорноста на политичките партии и раководството на општината се поделна. Ценам дека по ова прашање сме сите единствени. Сакаме општината да остане. Ние со самото формирање на општината 96 година успеавме да многу инфраструктурни објекти ги изградиме. Со тоа што ми се чини дека она што се направи за овие 7 години са можеме да благодариме на тимот што беше. Затоа што после укренувањето 56 година општината во Лабуништа се преполи Грчани, стана местна заедница, никој ништо, сите финансиски средства одеја во струга, овде немаше ништо. Со тоа и сите конструктивни граѓани кои што постојат овде и имаат можност да дајат свој допринос, би било добро да се вклучат во ова тело, со кое што понатака ќе се продолжи борбата за опстанокот на општината. Имаше прашање прво да ви поздравам и да ви пожелам законска работа. Законска работа општина во Островите. А како ќе остане општината, ево ја не одговарам што праша тоа, ќе ви кажам. Општината што има направено од 95 до 2003 телевизнова година и 6 година мандатот на општина Лабуништа, али ќе ви речам ќе го направиме и горниот пат асфалт стакал Црвенковски и 10 километри. И горниот пат ќе го стодиме и повеќе го видиме. Програмата ми е со гимназија завршиме, ќе влезиме во програмата гимназија и војска да се од нашата програма како градоначалник, како совет е завршена планираната програма. Сега, што е дадено? Не знам кој таму не ме интересира, дали е во политичките партии, да се ја превземаат прво одговорноста адекватните институции што потекнуваат од ова општина. Прво број 1. Втора работа, лично не верувам, ама апсолутно воопшто дека политичките представниците од политичките партии од наводните разговори со претседателите на политичките партии ќе го решат случајот. Ништо не верувам во тоа и сите овдека да го сватите дека тоа така е. Ако 2 месеци било мало досега да се направат такви почетни разговори со политичките партии, од сега ќе ги правиме разговорите, ќе молиме Али Ахмет или Беџет или не знам кој таму, не можеше ли досега да се направат тие разговори да се потенцира тоа дека исклучиво императив за ова население да остане општината. Не да остане Бевчани, не знам да остане да одиме по Стругав, ќе се враќаме во комунизмот 50 години како што дискутиравме.